Предлог законот за ратификација на договорот со Обединетото кралство денеска помина на Собраниска комисија. Но пред почетокот на пленарната седница, пратениците од Левица побараа пауза за да го разгледаат, бидејќи рекоа дека СМС порака добиле вчера доцна попладне. ВМРО ДПМН ветува дека се ќе биде јавно и транспарентно, но најголемата опозицијска партија СДСМ бара објавување на каматата. Велат дека со заем од 6 милиарди евра секој новороденче ќе должи по 6.000 евра во следните 25 години. Далиборка Демјанска е денеска во Законодавниот дом и неа ја вклучуваме директно во овие вести. Далиборка, пратениците накратко беа во Собраниската сала. Што се случи? Точно така, Билјана, сосема на почетокот, односно преди да почне воопшто седницата, пратениците од Левица побараа пауза за да и го разгледаат договорот, затоа што потенцираа дека не се работи за обичен договор, туку за задолжување од 6 милиарди евра кои ќе го плаќаат идните генерации, и реагираа на тоа што доцна синоќа е добиена порака дека законот за ратификација на договорот влегува во собрание, немале време да го разгледаат и побара еден час пауза. Предходно на Комисијата за надворешна политика предлог законот за ратификација помина на седницата. Владеачкото мнозинство убедува дека законот ќе биде транспарентен, дека се ќе биде дадено на увид и дека времето ќе демантира опозицијата, ќе покаже дека тие не биле во право, ги повикаа да се качат, како што рекоа, на возот, бидејќи тој е веќе тргнат. Предлагам да ја чуем изјавата на координаторот на пратеничката група Никола Мицевски. Овој договор е историски чин за Македонија, затоа што представува цврст темел за односите со една од најголемите светски сили и мотор на финансиите, науката и иновациите. Овој договор е основа за едно стратешко поврзување со една од најмокните политички и економски сили во светот. Овој договор на Македонија ќе ја овозможи стратешка позиционираност во регионот, развој на инфраструктурата, здравството, енергетиката, науката, зацврстување на институциите. Македонија ќе може да ја направи железницата долж коридорот 10 во 2 железнички линии, од која едната ќе биде брза железница за возови над 160 км на час, а другата линија за товарен транспорт. Деталите што ги изнесе пратеничката група на ВМРО ДПМН е околу договорот за стратешко партнерство, зашто денеска и треба да се донесе законот. Денеска на дневен ред пред пратениците е всушност и изборот на нов гувернер на Народната банка. Јавноста знае дека е предложен Трајко Славевски, но што вели опозицијата? Токму така, на оваа седница треба да се гласа и за наследник на Анита Ангеловска-Бежовска. Опозицијата СДСМ уште пред неколку дена се изјаснија дека Трајко Славевски не е соодветна личност за оваа позиција. Тие спорат и неговата стручност, но и неговата личност, особено тоа што е партиски човек и што како председател на Советот на град Скопје влегуваше често во конфликти и со градоначалничката. Има и од предходно дека беше реагира и дека и во моментов член на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, но и беше и на многу партиски функции и владини функции. Што се однесува до стручноста, пак од Европскиот фронт не ја спорат, меѓутоа реагираат дека не се занимава со монетарна политика, а вела дека токму тоа се бара од една таква личност за гувернер на Народната банка. Да ја чуеме и нивната изјава. Ние како политичка партија сметаме дека во државата има и други исклучителни личности кои се професионалци во монетарната политика. Професорот Славевски од својото CV се гледа дека не се занимавало со монетарната политика, има само еден труд од таа бранша,
се занимавало претежно со макроекономија, со меѓународни финансии и така натаму, и целиот негов живот, значи, има сработено во друга бранша. Едно друго прашање кое што е исклучително важно за ова функција е независноста на Централната банка. Ние знаеме дека централните банки секаде во светот се меѓу најкредибилните институции и според закон и според устав тие институции треба да бидат независни за да се одбегне влијанието, можното влијание на владата, на политичките партии врз монетарната политика. Во овој случај ние го имаме спротивното. Значи, сите знаеме дека професор Славевски 30 години наназад е политичка личност, партиска личност, имал министерски функции, пратенички функции, назначен од партија, еве сега е член, председател на Советот на град Скопје, назначен од политичката партија, и сметаме дека ова личност ја нарушува довербата врз институцијата Централна банка. Што се однесува пак до договорот со Британија од Европскиот фронт, не го според задолжувањето, но вела дека нема доволно детали, очекуваат во текот на денот да го разгледаат и за време на седмицата да го кажат својот став, вклучително и да донесат одлука за тоа како ќе гласаат. Се очекува во секој момент да почне седницата и ќе се види како ќе гласаат сите партии за двете прашања. Билјана? Далиборка Демјанска со деталите за денешните случувања во Законодавниот дом, значи предлог закон за стратешко партнерство со Обединетото кралство, како и избор на нов гувернер. Далиборка, ти благодарам.